Срдечно ви посакувам добро дојдовте на мојот YouTube канал и на оваа епизода. Се надевам дека ќе ви биде интересно доколку ја последите до крај. Она што сакам да кажам е секогаш се ослободувам да говорам на видеа кога цитирам на некоја изјава на моја пријателка, на мој клиент, на луѓе кои што бараат совет или пак на луѓе кои што сакаат да влезат во процес на психотерапија. Овој пат ќе говорам за перфектните личности кои мислат дека достигнатиот нивен личен перфекционизам е недоволен, дека тие се постојано самокритични кон себе, постојано лутаат барајки да бидат прифатени од оние кои што ги форсираат. Тоа се најчесто родителите, нивните пријатели или пак нивниот страф од неуспех. Како и да е, сето тоа резултира со појава на еден синдром кој што е наречен импостер синдром или синдром на измамник. Јас воопшто не се согласувам со втората толкување, односно кажувањето дека синдромот е измамник. Во која смисла? Не во смисла дека луѓето мамат тие што го имаат тој синдром, туку во смисла на тоа дека луѓето се чувствуваат дека постигнатиот нивен успех не е ама баш толку битен и вреден, иако е навистина валиден, прифатен од средината, со сите стандарди, со сите перфектни удели и на крајот на краиштата можеби го достигнал врвот или кулминацијата на шампион. Знаете дека има многу луѓе кои што и кои ќе достигнат врв на посекувана цел, кога ќе успеат во нивната намера да победат, да освојат, да дипломираат, да се вработат на успешно работно место, да осознаваат или пак да продуцираат големи материјални средства, не чувствуваат никаква радост. Во таа смисла тој сегмент, ако сте нашле и вие самите во таква ситуација кога долго очекуваниот успех ќе ви стане реален, кога ќе го согледате сопствени очи, кога ќе имате можности да го почувствувате и да го вкусите и да го оплеменете со тоа што другите ќе го осветлат како вистински успех и ќе ви завидуваат можеби, а вие не умеете да се радувате, повторно си наоѓате мана, се критикувате, се само омаловажувате и паѓате се подлабоко и длабоко во самокритичност. Зошто овој импостер синдром ги закочува вистинските развојни процеси на луѓето кои што се заслужни за успехот? За тоа постојат повеќе причини. За жал, овој синдром го имам забележено кај многу адолесценти и деца. И веднаш знам, предпоставувам дека се работи за родители кои што ги форсираат на секој начин и проектираат нивниот неуспех врз самите деца. Значи, секој родител знае однапред, неговото дете знае во кој правец треба да се развива, како тоа треба да изгледа неговиот живот, кои работи ќе ги сака, кои работи ќе ги преферира, кон што ќе се стреми. Значи, родителите знаат се, а тој што треба да го живее животот, односно нивното дете, не знае ништо, едноставно е ставен под притисок на постојано и постојано докажување, себе докажување, на постојано постигнување на резултати. И тие високи очекувања од страна на родителите, значи, буквално успехот на нивните деца го земаат здраво за готово, без да претпостават колкав тоа притисок им го прават. Баш со тој притисок, кој што многу често знае да биде строго казнуван, детето учи дека е вредно само доколку е совршено. Ама никој не му кажува дека совршенството не постои и дека тоа треба само да биде дете, кое што треба да превземе одредени одговорности, а не и да се стреми кон буквално совршенство. Тој притисок од страна на родителите е наречен како високо очекување, а додека постои, ако има повеќе детно семејство, и така наречено етикетирање, кога имаме едно перфектно дете, кое што родителите постојано го фалат, а додека останатите и да успеат во нешто, ете тоа така им се случило случајно. Значи, и нивниот интелектуален успех, кој ќе го постигнат, ќе сватат дека сепак ќе го доживеат како тоа да не е нивен успех, како да не го заслужиле тој успех, како да не е доволно тоа што успеале во тоа што макотрпно се трудиле. Така да доаѓаме и до оваа семејна динамика и пораки кои што им ги праќаат родителите на нивните деца во сите контексти. А третиот аспект е критичниот родител. Значи, тој самиот има импостер синдром, веројатно растел во претходното семејство
во неговото матично, базично семејство кога бил дете, исто така растел со притисоци, строги и многу големи очекувања од страна на него како исполнител на барањата на родителите, па значи го има тој импостер синдром. Доаѓам до темата што ми го постави, ми ја наметна преку едно прашање на моја другарка која рече едноставно вака: дали импостер синдромот е генетски предизвикан? Како ја прашав? Па дали едноставно се наследува? Мислејќи при тоа како на Даунов синдром или на некој друг синдром. Дали, јас се прашав да биде попрецизна, дали мисли дека се наследува како боја на очи, како форма на уво или не знам што. Да, во таа смисла, рече дали дезоксирибонуклеинската киселина, нашата на ДНК, го пренесува тој синдром и го предизвикува таа биолошка компонента за појавата на овој синдром. Апсолутно одговорот е не, затоа што синдромот како таков нема поврзаност со наследните црти на наследството, меѓутоа има поврзаност со темпераментот. Ако една личност сама по себе има карактерни особености, односно генетски пораки дека може да е подложна на анксиозност и депресија, тоа е базата, биолошката база, на која што може да се појави импостер синдромот. Зашто зборувам? Зборувам ако една личност е склона на анксиозност и почетни фази на депресија, биолошката подлога за појавување и обстојување во менталниот склоп на личноста е повеќе од сигурна. Лицата кои што имаат невротицизам, значи тие имаат склоност кон анксиозност и грижа, постојана грижа за работи кои што можеби никогаш нема да се случат, постојана проекција дека можеби тие никогаш нема да бидат успешни, се склони кон овој синдром. Циклусот на постоење и повторување на синдромот е многу болен за личноста, затоа што таа го живее животот површно, апсолутно, како што напоменав, не успевајќи да се радува на ниту еден значаен момент од неговиот или низиниот живот. Значи, тие високи очекувања можат да направат големи ментални пореметувања на психата на луѓето и тие без да приметат дека имаат проблем, веќе навлегуваат во голем проблем, а и во тој проблем ги вовлекуваат сите луѓе, односно сите блиски околу нив. Може да се осудат таквите личности од страна на јавноста, меѓутоа, пожелно е да работиме на себе и да се преиспитаме каде тоа и зошто тоа јас не умеам да живеам како човек кој што многу се трудел, ги поднел сите одговорности, ги поминал сите фази на системот, на формално образование, на вработување, на успех, на достигнување на работи кои што не може баш секој да ги достигне, на крајот на сето тоа не може да се радува. Постои една друга компонента во нашиот општествен систем, посебно во денешно време, кога овој импостер синдром се мисла дека се во многу мал број, додека останатите кои што се фаворизираат, а ги немаат квалитетите, не успеале да го достигнат ни приближно совршенството, ниту тргнале на тој пат, а сепак се коренисуваат со многу заслуги. Импостер синдромот е спротивност од она што денеска го гледаме, луѓе на позиции кои што апсолутно немаат никакви квалитети, негираат се што е добро и квалитетно, луѓе кои што се китат со успеси, со лажни фаворизирање на комплекси, на квалитети, наспротив нивната длабока фрустрација и комплексност за која што не се свесни. Во таква ситуација, луѓето со импостер синдром, кои што имаат високи достигнувања и секогаш се стремат кон високи достигнувања, се повлекуваат во себе и можеби не сакаат да се вклопуваат во системот, на тој начин добиваат и социјална анксиозност. Оградувајќи се од сите овие збитнувања, моја порека до сите вас е да преку на некој начин тестирања, преку совет со професионално лице, дојдете до сознание
дали не сте премногу критични кон себе, дали сметате дека е потребно да го земете ловоровиот лес и да се окитете со него, затоа што многу сте се труделе да успеете во формалното образование, премногу сте се труделе во однос на спортски достигнувања или не знам од кој сегмент ваши хоби или начин на живот. Сте се труделе да бидете совршени во семејствата, сте се труделе да дадете се од себе кога не било барано од вас, за да на крајот кажете јас ова не го заслужувам, јас не сум доволно добар, јас не можам да продолжам со такво темпо, бидејќи јас длабоко во себе имам една скриена истуткано дете, која се плаши од погледите на оние кои што постојано му вршат притисок и го тераат да биде совршен. Сега, дали е надворешно влијание да некој бара од вас да бидете совршени и перфектни во неперфектниот и несовршениот свет и живот, една работа, или пак самите вие сте си го наметнале тоа внатре длабоко во себе поради не знам кои икс причини, страв од неуспех и така натаму и постојано трагање кон успех, тоа е индивидуално. Затоа постои индивидуален пристап на психотерапија за оние кои што мислат дека треба да бидат да се спознаат длабоко себе си и нивниот внатрешен свет и да се сомневаат или барем го искоренат сомнежот за постоењето на ваков непотребен импостер синдром. Ви благодарам.